И покрај жестоките реакции од јавноста, претседателот Стево Пендаровски официјално потврди дека нема да има политички говор во Крушево по повод Илинден. Ова е првпат на Мечкинкамен да нема обраќање од еден од политичките лидери во државата. Објавувајќи програмата за утрешното одбележување на 2 август, во Facebook постот на Пендаровски никаде нема споменато евентуален негов говор. Централниот дел од државната програма за чествување на 2 август, денот на Републиката, ќе започне во 18 часот на Мечкинкамен со поздрав на армијата на Македонија, поздрав на Линденската конјаница проследена со костимирана придружба и полагање на цвеќе и венци на споменикот на Мечкинкамен, пошто ќе следува празнична културно-уметничка програма посветена на двата Илиндена. Идејата на Пендаровски, соопштена на последниот брифинг со новинарите, соберале сите лидери на парламентарните партии со цел помирување, но официјално објаснување зошто нема да има говор Пендаровски не дава. Присуството му досега потврдија Зоран Заев, Али Ахмети и уште неколку од помалите партии. Не се знае дали ќе присуствува Зијадин Села, бидејќи бил во странство. Сигурно е дека нема да присуствува Христијан Мицкоски, кој кажа дека ВМРО ДПМН нема да биде дел од овој, според неговите зборови, циркус на Пендаровски. Тоа се однесува до овој нов начин на, би рекол, импровизирано чествување на најголемиот празник за македонскиот народ, но исто така ќе ве потсетам на Крушевскиот манифест. Тоа представува и празник на нашите сограѓани, без разлика дали се тоа албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци. Ова што денеска се случува е класична импровизација. Дел од циркускиот церемонијал предводен од претседателот Пендаровски нема да биде делегацијата. Одлуката на Пендаровски да нема говор предизвикува бура негативни реакции на социјалните мрежи. Пендаровски беше избран на нелегитимен начин. Тој да сака да одржи говор, нема да има пред кој, па затоа си измислува церемонии на мозокот. На местото каде што 100 македонци имале храброст да се соочат со 10.000 турска непријателска армија, Стево Пендаровски нема храброст да се појави и да одржи говор пред 10.000 свој народ. Илинденците би биле горди на тебе, Стево. Одлуката на Пендаровски да не држи говор доаѓа во моменти кога Македонија има отворен спор со Бугарија, а токму една од главните теми се илинденските херои. За Бугарија сега е проблем и резолуцијата изгласана во собранието за македонските црвени линии. Мицкоски вели ставот на источниот сосед не го интересирал. И она што мене ме интересира е ставот на македонските граѓани. А ставот на македонските граѓани е едногласен и го поздрави донесувањето на резолуцијата. Ставот на бугарското МНР нека си го коментира бугарското МНР и влада и бугарските граѓани. Мене, како политичар, кој што работи за интересите на македонските граѓани, ме интересира само ставот на македонските граѓани. Покрај присуството во Крушево, премиерот Зоран Заев утре прво ќе биде во Пелинце, додека лидерот на опозицијата, традиционално најголемиот македонски празник, ќе го одбележи во Струшкото село Ташмаруништа.